Во закажаното време за штрајк денес пред Штипскиот затвор немаше никој, но извори на ТВ Стар потврдуваат дека и затворениците зад овие зидови стојат за барањето за помилување. Потписи од штипски затвореници се ставени на писмото со заедничко барање од нив и затворениците од Идризово со кое се бара помилување од председателот на државата. Тие бараат намалување на казните за 30%, додека за осудените на доживотен затвор казна од 15 години. Кога веќе таква одлука донесе председателот, ако важи за крупни кривични дела и условно кажано високи државни функционери кои раководат со државата, онда би требало и на ситните обични луѓе да се однесува целата постапка. За жал, до денешен ден од председателот не ни е одговорено. Во текот на вчерашниот ден ми беше доставен допис од генералниот секретар на кабинетот на председателот во кој ни ја цитира постапката како треба да изгледа за помилување од законот за помилување, што и ние го знаеме. За сега нема информации за тоа што се случува во затворот и дали осудениците стапиле во штрајк. Состојбата во Штипскиот и останатите затвори во државата ја следат заменици народни правобранители и представници од Хелсиншкиот комитет, за кој е договорено да бидат во затворите. Според Хелсиншкиот комитет, состојбата во затворите е катастрофална, а само во Штип затворскиот капацитет е пренатрупан со дури 170%. Пренатрупаноста во затворите ги прави условите за живот субстандардни, а лицата кои се обратиле до Хелсиншкиот комитет најчесто се жалат на несоодветната здравствена заштита, пренатрупаноста, неефикасноста на правната помош, неспроведување на програмите за ресоциализација, непостоењето на образовни програми, нехигиената, немањето активности, неможноста да се помине подолго од 1 час на отворено и ограничена кореспонденција. Информираат од Хелсиншки.